Пандемијата со COVID-19, повеќе од година и половина, наметнува низа рестриктивни мерки за спречување на ширењето на заразата со коронавирусот. Но се поставуваат прашањата колку навистина во пракса се почитуваат здравствените мерки и протоколи и дали ни предстои нов интензивен зимски бран на COVID-19. Лекарите децидни дека веќе е на повидок нов бран со наплив од заразени и хоспитализирани лица, меѓу кои и многу млади кои се почесто завршуваат со тешка форма на болеста, а во најлош случај и со фатален исход. Веќе и на повидок гледате дека бројките не растат, гледате популациите и границата ни паѓа на хоспитализирани, се помлади луѓе се хоспитализирани. Пак ќе кажам, значи моментот кога населението се опушта, чувствува дека не се толку загрозени, почнуваат, забораваат на маските, забораваат на дистанците, мора да се размислува превентивно, за да добиеме една висока доза на заштитено население и да немаме веќе вакви тешки проблеми во здравството. Специјалистот по семејна медицина, доктор Светлана Трифуновска, смета дека вакцинацијата е клучна кога станува збор за полесно справување со потенцијалниот интензивен ковид бран во есенско-зимскиот период. Значи, најголема причина и најголема работа што секој може за себе да ја направи, тоа е вакцинацијата. Значи, голем дел од пациентите се уште за жал не се вакцинирани и тој голем процент ни носи голем проблем на нас докторите, без разлика дали работиме на примарно или на секундарно ниво. Знаете, нашите ресурси се ограничени, знаете дека креветите за хоспитализација, респиратори нема доволно, но сепак нема во ниедна земја доволно да се разбереме во тие моменти кога напливот пандемијата е во пик, тогаш се уват големи проблеми. По милионите пат апелираме, значи секој свесно да се вакцинира, затоа со тоа што не само себе си се заштитува, туку ја заштитува и околината и целото население. Треба да се постигне голем процент на вакцинираност за да успееме да ја победиме пандемија. Здравствените работници покрај вакцинацијата остануваат на истиот став и за почитување на заштитните мерки, особено во зимските месеци кога поради студеното време граѓаните повеќе се групираат во затворени простории. Тие предупредуваат да се избегнуваат масовни собирања на затворено, но и да не се заборава на задолжителното носење маски и дезинфекција.